Добре дојдовте во нашето бесконечно царство. Водејќи ве низ бесконечното царство на бајките, зборуваме за значењето на кирилицата, значењето на буквите, како и на азбуката. Умниот мино. Анкета. Погласно. Театар на сенки. Азбука. Поучна приказна. Азбука. Зборчиња од каменчиња. Добре дојдовте во нашето бесконечно царство. Здраво, јас сум Николина. Водејќи ве низ бесконечното царство на бајките, зборуваме за значењето на кирилицата, значењето на буквите, како и на азбуката. Ке се едуцираме, забавуваме, па и ке другаруваме. Затоа, следете ме. Умниот мино. Здраво, здраво. Јас сум Мино, момче фино. Знам се и сум многу умен. Бидете и вие, за да сме срекни, ние, вие и тие. Екипата на Бесконечно царство ја посети градинката Вера Циревири Трена. Таму дечињата ни одговорија на многу интересни прашања. Следете не. Анкета. Букви е нешто колку бројкички, ама такви се. Буквите на нас ни пишуват имијата. Па јас знам да го напишам А, Н и другата. Не знам. Не. Знак со кој го испишуваме нашиот збор. Да пишуваме букви. Па ако читаме името, како ќе се викаш? Ајде, кажи, јас знам. Ле. Кога учиме? Па цратање кој броеме, со фломастери кој броеме и пишуваме. Писмо. Погласно. Да пишеме писмо. Немите тоа го пишуваме. Да пишуваме писмо. Писмо може само да се црта с ръциња или мачиња, што сакат дечињата, они секи си цртат. Бесконечно царство. Слушнавме што за дечињата представуваат азбуката, писменоста и буквите, но еве и кое е нивното вистинско значење. Умниот мино. Знак со кој се означуваат одделни гласови во јазикот. Македонскиот јазик има 31 буква и е фонетски, односно за секој глас има своја буква во азбуката. Утврден ред на буквите за гласовниот систем на еден јазик. Представува вештина да се знае, да се чита и пишува. Театар на сенки. Азбука. Првата буква од македонската азбука личи на врв од индијанска стрела. А. Авион. Авионот арно слета, арно ама аплаус не доби. Личи на очила на кој идното стакло се скршило или се загубило и е втора буква во македонската азбука.
Б. Балон. Балонот божествено бдееше во бесконечниот шир. 14-та буква личи на шатор за кампување. Л. Лимон. Лимон, луксузно, лигаво и лудо овошје. 21-та буква личи на пумпа за бензин. Тоа е Р. Риба. Рибата на рибарот разумно се разработи. Поучна приказна. Азбука. Еден ден АБВ и ГДГ отидаа на гости кај ЕЖЗ. Родителите на ЕЖЗ, ДЖ и КЛљ не беа дома. Затоа тие решија да си направат забава. Го повикаа и МНЈ, но тој им рече: се уште не сум ја напишал домашната работа. Ќе одам кај ОПР да ми помогне, бидејќи не можам сам да ги напишам буквите. АБВ, ГДГ и ЕЖЗ силно му се изнасмеаја. Наместо да се забавуваш, ти си го губиш времето залудно пишувајќи досадни и непотребни букви. Му рече АБВ. Потоа, сите тројца заедно отрчаа во продавницата да купат сладолед. Но, бидејќи не ги знаеа буквите, купија погрешен сладолед кој не им се допадна. Утредента, учителката СТК побара да ја покажат домашната работа. МНЈ и ОПР го покажаа домашното и заедно со останатите ученици објаснија како ги напишале буквичките. АБВ, ГДГ и ЕЖЗ молча и молча, бидејќи забавата и неодговорноста ги однесе во неволја. Учителката ги праша повторно зошто немаат домашно, но тие продолжија да молчат. По завршувањето на часот, таа беше принудена да им се јави на нивните родители, да ги повика за да им соопшти дека нивните деца не ја сработиле домашната работа. Родителите многу се налутија и многу беа лути на неодговорноста на своите деца. Никогаш повеќе не им веруваа и не ги оставаа сами. Редовно мораа да им го прегледуваат домашното пред да тргнат на училиште, бидејќи тие мораа да ги научат буквите. Додека МНЈ и ОПР, бидејќи редовно пишуваат домашно со своите другарчиња, секој ден по завршувањето на обврските излегуваа на улицата да се забавуваат со другарчињата УФ, ХЦЧ и ДЖШ. Умниот Мино. Завршувајте ги навреме обврските и слушајте ги своите родители. Обврските ќе ве направат успешни, а родителите се стремат да ви го покажат патот кон успехот. Направи сам. Зборчиња од каменчиња. Бесконечно царство. Гатанка. Ум дава, а не зборува. Книга. Крај.